Здраво, овде е Алекс и со мене некој човек што чита многу спорама, ќе го оставам сам да се представи. Здраво, јас сум Виктор и јас сум со човек што е многу пасив-агресив. Оке, и што прави грешка, ма не збориме за тоа. Тие што знаа. Ама да, денеска не збориме кај што беше планирано, туку збориме за Game of Thrones или на македонски кај што е преведена Игра на тронови. Виктор, што имаш да кажеш ти твое мислење за оваа книга? Игра на тронови целата као група на книги, тоест песната на Огинот и Мразот, тоест The Song of Ice and Fire, мислам дека е најдобрата серија на фантастични книги у модерната ера. Виктор, ова искрено ме прашање. Дали вреди да се прочита? Апсолутно, да. Ја мислам дека апсолутно секој треба да ја прочита. Ако е фан на фантазија или пак ако е фан на политика, интрига и со магија. Ама што мислиш за тоа што нема крај? И што никад нема да има крај, неверојатно. Не, технички не знаемо дека никад нема да има крај. Стално може, дури и не дај Боже авторот да почине, секогаш може да друг автор да продолжи наместо него. Ама фактот е дека понекогаш некој приказ ке се пуба и без крајот. И те лежал тоа. Не ме лежал никој, ја гледав крајот на серијата. Да, управа си. Ќе збориме однина за серијата. Немајте гајле. Само треба да натарамо уште некој да дое и да го гледа. Кажи ми, Алекс, ти што мислиш за книгата? За Game of Thrones, за првата книга збориме или за целата серија? И за двете. За двете. Првата книга, добра книга. Добра приказна самата за себе по себе. Тоа многу ми се свиѓаше секоја книга, кој имаш така серија поише книги, треба да има добар почеток и крај, да содржи сама своја приказна. Мислим дека оваа книга тоа многу добро го прави. Има и главен лик и све, многу добро. И серијата, поголемиот дел, но зборим почеток книги, или не серијата, телевизиската серија, туку книгите се многу исто добри, поврзани се и таке скопот расте пополеку. Иако од почеток е прилично голем, пак расте, мислим дека е многу добро. Многу интересно. Сакав да речем, скопот апсолутно расте, ама ја мислам дека пак на почетокот скопот е пак релативно мал за да може да влезеш во книгата. Зашто нели првите неколку глави се сите у Винтерфел. Да, не, апсолутно се согласувам. И у Винтерфел и у деловно Пентос. Да, не, скопот на првата книга особено е manageable. Имаш колку има, мислим дека некои 5-6 карактери по interviews, мислим дека се actually поише. Не, ама можеш све да ја поврзеш и да разбереш убаво што се дешава, кој се дешава. Тоа е важен аспект, зашто особено понатаму книгите се осеќаш кога треба да извадиш Википедија. Кога се осеќаш кога ти треба сите прошли книги да ги имаш отворено истовремено и да си кај беше ова? Да, или не еднаш беше ка овие, чекај, од кај беше овие, на кому служеше овие? Овие негде ми е познато име во. Овие мој брат на тој. Такви смисли. Посебно пред тоа што Джордж Мартин, писателот, многу сака да внесува нови ликови константно. И има до негде кој има премногу ликови. И за разлика од репутацијата што има добиено со серијата на HBO, он не ќе толку многу да ги утепува. Не, ги утепува. Не дека не ги утепува. Ги утепува, ама не е толку што нели у серијата репутацијата што е добри. Кој ќе умре следен. Не, тоа е првата книга, би рекол. Првата книга не знаеш никогаш кој ќе умре, дури после понатаму, исто да може да умре карактер во секој момент,
отприлика ги знаеш више карактерите и на авторот му е жал да ги утепа. Да. Особено Тириан, пример. Тириан, самиот Джордж Ар Мартин има каже дека му е лесен за пишување, така Тириан никад нема да умре. Да, истото ја би рекол дека и Сем никад нема пример да умре, што мислим дека не е POV оваа книга, мислим дека уследната. Да, уследната е. Првата не е, он само го гледамо преку Џон го гледамо. И он исто нема никад да умре, пошто авторот му е self-insert. Тоест, он се представил така преку Сем. Така да, и он нема никад да умре. И себе прилично јужно крај ни таа книга, така добри сме. Да. Не, мислим дека свена се има умрена колку POVs? 3? Така нешто не правиш. Освен нели да не ги рачунаме тие што се пролог и епилог. Да, прологот нормално, да. Зборејќи за прологот на оваа книга. Што мислиш за прологот, искрено? Искрено ја мислим дека е баш интересен introduction. Баш тоа е фактички нели го прави сетапот за приказката од Џон и те интродуса на, тоест те воведува во еден од главните plot lines што ќе биде понатаму и што ќе биде што би требало да биде понатаму главниот непријател после све политикувањето и глупостите, The White Walkers. Исто, White Walkers, особено на почетокот, покажува толку малку ги има у книгите. Искрено. Зборам за другите, нели? Да. Не за нивните зомби и тоа. Да, зомбињата ги има, ама White Walkerите ги нема, ги има на почетокот, кога нели се таква ги има една нели убава дескрипција ги објаснено нели како беше дека нивниот клоп сјај нели имаше така една убава дескрипција. И како етерични се, не се од овој свет. И дава чувство у прологот дека се. Да. Па тоа ти покажа у прологот, тоа ми се свиѓа што покаже дека се не се надприродни, се нешто што не може обичниот човек да се одбрани од. Ме разбираш? Да, апсолутно. Да, и баш ми се свиѓа и посебно ми свиѓа после како тоа води нели у понатаму се поврзува пак со потот од Старковите. Пошто нели одма од кога еден нели фактички ќе биде партија тројца, двајцата ќе ја утепе, едниот ќе земе ќе побегне на југ. На југ па се зидот, нели? Да. Ќе го пројде зидот и нели ќе побегне, ќе го гледа како дезертер. Како една километри се не сеќавам. Па тоа е дезерт. Да, дезертер, бегалица, не знам. Бегалица. Да. И се спојува одма со приказката на Нед Старк. Нели, зашто со целото... Така и почне. Да, и почне со него и се одма вагам у Старк фамилијата. Да. Вагам у Старк фамилијата и нели баш со неговата смрт тоа, кај ќе го тапува Нед, мамо одма заклучимо кој од Старк каков е. Прилично брзо. Да. Исто е и добра паралела со крајот. Ама од првата книга? За тоа подоцна. Да. Од првата книга? Да. Пошто нели после Нед му вика на Брен, еден од неговите синови, дека нели човекот кој што го направил казната треба да изврши на крај. Човекот што ја дава казната треба да ги изврши казната. Да, треба да ја изврши после. Да. И фактички ние сме нели представени со Старк фамилијата, што се таткото Нед Старк и господарот на северот. Катлин Старк и не, на почетокот не сме, мислим дека Кейтлин не е на почетокот. Ама да, добро. Добро, сакам да кажам ку почеток. Да, после, ама да, ја ми се збориме за кој се интродусани у чаптеров, ама добро. Да, ама у чаптерот беа Роб, неговиот најстар син, Брен, неговиот втор син и неговото копиле,
Jon Snow. Да. Да. Да, добро. И тоа е интересно Ги кажа со свите. Westeros, нели со... А? Ги кажа свите тоа, да, не промаши Да. никој. Да, ама не, сакам да кажем, многу интересно како и презимињаат у Вестерос за тие што се копилиња, нели? Сеја, мислим, интересно. Не е да толку интересно, ама според презимето пак знаеш од кај се. Да. Пример, Така да. нели, Jon е Сноу пошел од север. Да, Практички секој регион си има свое презиме за копиле. Да, не е кузна што, ама да, е нешто пошто можеме да познаваме одма од кај се. И да претпоставиме од кого се. Да. И Тион беше, нели? Да, и Тион е уствари, да. Да. Да, зашто нели на почетокот е заробеник, не баш, ама штитеник. Штитеник е најдобро име. Да. Да, ама и практично е заробеник. Да. Ама пак мислим дека пак остатокот од фамилијата Стар го гледа ка брат, не више. Да, го гледа ка Нивен, да. Да, го гледа ка Нивен. Реално ја мислим дека него поќе го гледа ка Нивен, него, тоест Катлин поќе го гледа ка Нивен него с Џон. До негде. Да, па мислим, да. Не, апсолутно си за тоа право. Особено Роб, нели Роб го гледа ка брат. Да. Така, таа возраст, иста возраст. Да, свите се тројца се таа возраст, и реално свите се гледа. Добро, Тион и Џон нема толку многу ова пријателство, ама да. Не се сака. Не се сака. Толку многу. Да. Исто да ги, на почетокот, наоѓа Дајрул, што е прилично важно за после. Да. И наоѓа, нели, колку беа 6 болчиња. Да. Од кои што прво ќе најда 5 и од после ќе го најда 6-тото, кое што ќе му припадне на Џон. Исто овде ќе има едно многу битно форшедоинг за понатаму. Се сеќаваш како умира волкот. Оче утепа. Оделен, мислим дека беше или нешто. Exactly. Да. Оделен што го има прободено и со кој што има оставено 6 кучиња мали. Да. Foreshadowing. Foreshadowing. Не е foreshadowing кој ќе кажеш дека е foreshadowing, окей? Па, ликоите не знаат тоа. Ликоите не го знаат тоа. Добро, ма ти кој ќе го кажеш така е foreshadowing. Добро. Не, исто ми е интересно, има многу теорија за ова. Тоест има неколку теории, дека нели 6-тото кутре, што ќе го препане на Џон, на Јован Сноу. Добро. Дека нели е не може да лае. Или не прави звук, затоа е и дух. Ghost, така? Да. Па нели ќе го најде Џон пошто ќе направи звук. Добро. Да, ќе смили тоа, ќе се види. Да. Ева и после тоа више никад не прави звук. Единствениот кој прави звук. Добро. Има теорија дека некој си магионичар што ќе биде представен понатаму книгите дека нешто прави. Што е споен со дрво некој. Некој. Ама да. Искрено? Што мислиш за волците? Мислим дека се многу корисника репрезентација на децата у книгава, зашто некој пута без да бида, што се вика, да им се дешава ствари на децата, преку волците може многу да се искаже. Да, апсолутно. Па не, нели они се као... Да, и сите се као, нели, многу поврзани со волците и нели магично се поврзани. Да. Ама ајде... Works, тоа. Да, works.
Сушност, тоа значи дека фактички тие сите имаат магични моќи со кои што може да влезе у телото на нивните волци и да добијат така наречени волкови сонови. Тоест да сонува као... Да сонува дека се волци, Да. ама са волците нивни. Да, са волците нивни. Да. И тоа го имаат сите Старк деца со исклучок на Санса. Ама тој Не, исклучок... Санса ги има. Не е Санса исклучок, и Санса ги има. Сигурен? Ама да, ама знаеш што се дешава, така? Да, па тоа сакам да речем. Сакам да речем као после упонатаму книгите Санса ги нема, ама има добра причина зашто Санса ги нема. Да, не, затоа. Санса ги има потенцијалот. Не, ти како што го кажеш, звучи каде она не може тоа да го прави, ме разбираш? Да. Не, сакам да кажам. Затоа. Да. Добре понатаму, нели, се враќа у, нели, се враќа у Винтерфел да. И добија информација дека кралот доаѓа на север, така? Да. Поточно најлош момент беше, кај што памтим поруката кој дојде, така? Да, апсолутно најлош момент. И истовремено доаѓа порука, нели, дека неговиот посвоен татко на Нед, нашиот као главен лик за оваа книга, дека не главен лик, ама главен лик. Да, главен лик. Има поише главни ликови, за оваа лика, за оваа книга. Дека неговиот посвоен татко и главниот советник на кралот, тоест струката на кралот, дека е починал, тоест Џон Ерн. Да. Пошто Џон Сноу е крстен. Да, пошто Џон Сноу е крстен. И после тоа, мислим дека следниот чептер од доаѓа уште едно писмо. Добро. Од сестра на Кетлин Старк. На Кейтлин, да. Кетлин Старк. Да. Ама не мислим дека... Да, мислим добро доаѓа, да, не памтим точно кога беше, ама да. Ама да, тука смо исто и као запознани со статокот од семејството Старк, дали сакаш да ги доименуваш? Не, доименувај ги ти. Ти тргна више. Ми тргна. Добро. Епа, тука смо исто ги гледамо, нели, као и нивната као куќните помошници, како Мејстер Луин, Мастер Аварм, што им беше се не сеќавам, што беше? На Гардс, мислим дека беше кај главниот. Да, знаеш за кој збори, ама се не сеќам кога свикаше. Да, Луин. Да, добро. Не, Мејстер Луин беше, пак не. Мејстер, да. Добро, ги забра главните. Да, ама добро. И ги остаток од децата. Најстарата ќерка, Санса, помалата ќерка, Арија, и најмалиот син, Рикон. Што мислим 6 со книгава? Што мислим дека Рикон е 6. Тоа се Џон. Како мислиш дека е 6? 6 години дека е. Рикон. Така е нешто. Да. Мале. Да. Мало. Ама да, сите од децата всушност се мали, од кои што Џон и Џон и овој, како се кажа, Џон и Роб се најстари со 15 години. Да. И сите се помали. Што го прави се понатаму многу по-интересно. Да, апсолутно. Ама тука исто доаѓаме од еден битен на динамика. Релацијата меѓу Џон Сноу, еден од нашите главни ликови, и еден од нашите POVs, и неговата маќеа, фактички, маќеа па ја, нели? Да. Кетлин Старк. Сакаш така е, да. Да дискутираш за тоа? Зашо да дискутирам? Да, дека го мрзи? Да. Мислим, кој не би? Кој не би? Значи, тоа кажем само на сите кој некој карактер мрзи некој друга книга или нешто. Стај се у негова позиција. Ако беше Тито и тебе ти си имаше тоа десено, у модерниот свет, дали ти тоа био прифатил? Или дали ти био мрзел тоа?
Ја лично ми, Виктор. би пробал. И трајно е без Што би као реално да мрзиш? Да не го мрзим, ама као реално не може ни толку да ја криви жената, посебно таа ситуација. Посебно и со историјата што е нели у светот. Да. Ама буквално особено гледај, особено од тој човек. Значи, таа го мрзи, зашто тоа е единствена ствар што има згрешена на нет. Зашто Нед Старк е фактички го рачуна како најлојалниот човек и најфер човек и нели се ова, дека никад не би ga скршил својата лојалност и својата ова моралност. Ама тогаш само рачуна дека еднаш га предал и тоа одма кој се зеле се враќал со војна со копилето. И да се враќа од војна, па се колку 9 месеца негде 10, не знам како, зашто нели тога е више Роб Роден кој ќе се врати. Да. Со копил, да. И исто не се свиги со буквално свите, мислам дека свите нејзини деца имаат црвена коса. Не. И освен Арија, мислам. Ниједно. Роб има, Санса има. Не. Роб усвари Санса, не, да, и Рикон. Брент, мислим дека нема. Брент има кафена. Џон има црна, нели? Да. Да, и нели ма Џон изгледа повеќе ка Старк него. Да, тоа сака да речем. Сите имаат коса поиќе на мајка им. И Џон изгледа најмногу ка неговиот татко, и тоа исто и деловно, исто е дел од динамика. Нека татко му, ама ка Старк е објаснат, изгледа повеќе ка Старк. Да, нели она рачун, нели на татко му изгледа. Да. Не, мислим, добро, и Арија, нели кај го објаснува дека изгледа на коњ. Да, има фактички у дескрипцијата се дека свите Старко изгледа ка коњи. Да. И Арија свиде га вика дека има фаца на коњ. Да. Што замисли, тоа му речеш колку има Арија, не знам, 10 години, така е нешто првата книга. Така, замисли на дете од 10 години му речеш имаш фаца на коњ. Имаш фаца на коњ. Ама да, и фактички Кейтлин... Друг универзум, окей. Да, друг универзум. Кейтлин, као фактички главната, и она е POV една од главните ликови, она доаѓа од друго семејство, наречено Хаус Тали. Пијата Тали, која се господари на Риверлендс. Она има сестра. Што са... Да. Ајде, што са? Што за тоа? Риверлендс у средина баш. Да. Фактички, они се еквивалента на Полска. Све, има војна, ке ни се тепа. Они се баш у средина. Да, они се баш у средина. Да. И они она си има зелено за нет и има терен у север. И да, и она има сестра што е оженена за посвоениот татко на нет, Џон Ерин. И на неј доаѓа писмо од сестра. Од сестра? Да. Што каже дека нејзиниот муж умрен под мистериозни случаи, зашто многу знае. Да. И она обвинува дека едно од другите главни као благородни семејства, семејството Ланистер, подошно го обвинува кралицата ја обвинува. Да, го обвинува кралицата. Дека го утепал. Да, директно. Да. А кралицата од семејството Ланистер, кое што е исто едно од благородни семејства. Да. Тоа се дешава, Винтерфел нормално се спрема за да опречека кралот, и кралот кој стига, супер му проредува, нели, дочек, она, од север доаѓа брат му од нет? Да, брат му од нет. Доаѓа... Брат му од нет исто доаѓа од север, од Зидот. Да, Зидот е... Ќе збориме покасно од Зидот. Да. Ама да, ајде збориме за кралот. Мојот омилен... Кралот, ајде кажете. Мојот омилен лик по оваа книга. Знаем дека ти ответаме. Боби Би.
Збори, шум тамилен лик збори ти. Да, Боби Би. Да сам ти за ликоите, јас за настани, бе. Роберт Барафион е фактички кралот на Седумте кралства. Иако се 9 региона, ама never mind that. И Ама зашто е он крал? Он е крал, пошто он и Нед има дигнато бунт заедно и со нивниот посвоен татко и со фамилијата на Кетлин против прошлиот крал од династијата Таргерион, кој се краловите змејови. Имаат успеано да го завзема власта и он сега има завземено крал, поради тоа што и он има дел крв нивна и пошто нели они били Од татка му, од баба му, од страната од мајка му, да, така нешто беше. Ама да. И он зашто има крв и он го има завземено тронот. И се имала женето за Серси Ланестер, за да го завзема еден као најбогатиот регион фактички, да биде на нивна страна. Не да да биде на нивна страна. Political marriage. Да, преку мерич. Зашто таму се све златото и све има златни рудници и се многу богат. Да. И он му исто као фактички му е ка брат на Нед. Зашто биле двајцата ко биле патени како штитници. Биле двајцата нели штитници. Да, штитници на Џон Ери. Мали. Пред бунтот. Шо саеш да кажеш друго за твојот омилен лик? Дека е звер. Дека е звер. Друго што е? Дека е малце абсенти фадер, малце алкохоличар. Малце абсент фадер, малце алкохоличар. Да, малце алкохоличар. Малце неверен кон неговата жена, ама и она е неверна кон него, така да. Така е. Ама кој е поневерен? Искрено. Не кој е полош, кој е поневерен? Сега, тоа е прашањето, дали е полошо да идеш со секоја рандом курва или да идеш со твојот брат? Ама гледај, не зборам што е полошо, зборам кој е поневерен. To be fair, мислим дека он е поневерен. Значи, добро. Така ќе кажи го кај што е. Зашто Серси да со братје, ама само со братје, ме разбираш? Океј, не, да, нели и со овој со како се каже тој другиот Ланистер. Тоа после доаѓа. Не, за време, нели Ланселот. Лансел, кој се каже. Ама да, па после доаѓа. Пак додека се они врска. Да. Добро, ме разбираш. Ама пак тој колку деца имаше бројка? 16? Така е нешто. Или 20 нешто беше. Не знам, многу беа. Да, многу беа. И многу беа. Он и фактот е никој не се стамајка да се разбере. Да. Освен неговите 3 деца од Серси, ама Ама, да. Добро, невитно. Ама ќе стигнеме за тоа после збориме, ајде. Со Серси, со караванот, исто протуа братот близнак на Серси, Джейми Ланистер. Дали би сакал да кажеш некој збор за Джейми Ланистер? Најдобро, почетокот на книгата моментално се еден од најдобрите витези во Седумте кралства, Кингслеер, ги има убиено претходниот крал, искрено се примеќа по карактерот колку е арогантен. Ама искрено заслужено. Ја да би бил на таа позиција би бил толку арогантен. Кој не би? Фер. Добро, и он го гледа, го зема и деловно од брат му Тиријан советот. Нели, као... Да, забрав дека и Тиријан е туека. Да, и Тиријан е туека. Тиријан е нивниот најмал брат и е џуџе. Пошто цел свет го мрзи. Не го мрзи. Знаеш што ме најсмешниот дел? Мислим дека оваа книга не толку у наредните има, кај ли иде едноставно му отрија главата за среќа. Да, мислим дека тој е следното, ама да. Ама не, само да кажем, семејството негово цело, освен брат му, го мрази. Да, добро, не зборам, тој факт ми е смешен последнина, зашо? Добро, и ја да го мрази, мислим. И тетка му не го мрази. Да.
паметен човек што се вика, а физички не може шапре, па мора ментално така. Да. Да. Добро, реално. Оваа книга е физички е прилично добар. Да, ако мислам дека прави кој ќе направи бекфлипот. Да. Да, има бекфлип кој прави. Да, не. Или со Џон Сноу кој ќе се сретна. Да, па не, има, нели, он имал чичко, Тайрик Ланистер, мислам дека беше, што... Да, што путувал. Да, што путувал и што го учел акробатски. Овој му бил омилен чичко. Ама што сега е фактички исчезнат, практично. Да. Да, ги има голфното морето. Да. За жал. И доаѓа и трите деца на кралот. Темек, трите деца на кралот. Да. Джофри и кој се вика другите? Томен и Марсела. Томен и Марсела, да. Томен беше најмалиот. Да. Свиде, иначе, Ланистер се познати по нивната плава коса. Плавуше се свите. И децата ги има, да, и децата ги има, нели? Дор кралот е 200 кила, можда и 300, наке 300. Да, има црна коса и брада нормално. Да. И он е куќата Барафион од Stormlands. Да. Кажи што име, нормално има, зашто се тоа Royal Houses, има... Да, секоја благородна куќа има своје мото. Има грбој. Има свој грб и своје мото. И мото и грбој. Ама што им се грбоите, кажи? Да, на Старкс им се ова Dire Wolves, волци. На Ланистер, зашто нели златни плавуше лав. Има лавот, златен лав. На Талис, што е с фамилијата Кетлин, е риба. Е риба. Е риба како скока. Пастрмка. Да, пастрмка. Да. И пастрмка, не знам што риба, само знам дека е риба. Не, ова траут. Едно како траут на македонски. Риба. Добро. Риба е риба. И од Барефијанс е Елен. Елен со круна околу вратот. И нивното мото Што е новото? Да, што е новото. Од кој стана крал. Да, и нивното мото е наш е бесот. Да. Ours is the fury. Што е нивно, да, слободно. Продолжимо на брзина. Нормално, има гозба, Џон седи надвор. Да, Џон не му е дозволено. Не седи надвор, туку не му дозволено да седи до другите на високата маса. Зашто нели на високата маса е кралот и господарот на замоков. Да, тоа седи надвор у серија. Не му дозволено туека. Не, и после овдека нели седи у чуше, се опијанува, и после излага надвор и се сретнува со Тиријан. Да. И у книгите е така. Да, и со Тиријан станува добри пријатели. Памти му го. Да, нели после ида на север. Да, Санса се заљубува у Џофри, зашто Џофри е нормално принцот, идниот крал, кој не би сакал, нели? Блобаре и дава вино и пуни таму, не знам што. Да, нормално класика, да им на 15 години за вино да се опијана. Па, да. Што мислиш ти за тоа? Чет behavior. Чет behavior? Ама да, ама и пред тоа забравявме едно битно нешто. Со кралот и Нед ида доле у гробницата на Старковите и го праша да биде неговата рука. Hand of the King. Да, мислам, да. Че стигневме до тој дел, да. Да, што нормално не прифаќа, зашто се осеќа дека мора прифати, зашто најдобриот другар кој ќе да праша му биеш кум, нема му речеш извини, ама не. Да, и плюс кралот што дошол од главниот град на север со кочија, колку беше путот месец и пол, само да те праша. Да. И тоа лично. Да, и тоа лично. Да, што го немаш видено 10 години, така нешто колку беше го се нема видено. Да, од The Greyjoy Rebellion. Толку има, колку има, не знам. Ама да. Да. Зашто нели Тион тога има 5-6 години. Да. Ама да. Така да, се нема видено одамна. Не може да речеш не у таа ситуација, не разбираш? Да. И после тоа има... Не може да речеш не.
Освен не, овде ја доаѓа писмото од оваја, од затоа ме збуни. Сега доаѓа писмото од сестра. Да, они се туека. Да, бе, да. Да. Пред да стигна, забравивме исто тоа нешто. Нели, Брен исто е POV и едно од неговите битни карактеристики овде кажано. Да, сака се пентари по кровој. Да, сака многу да се пентари, тоа му е омилено песте. Не знам зашо многу у книги деца сака да се пентари по кровој. Искрено, кој си видел у вистински живот некој се пентари по кровој? Имам видено. Зборам, освен да нели мајстори да ги прават. Не, имам видено и деца онака. Ние основно се пентаревме по дрвја, онака. Cause why the fuck not? По дрва, зборим по кровој. По кровој имам видено, си има пентарено. Добро, невитно. Ама да, омилено му да се пентари. Ми е фудбал игравме. Да, омилено му да се пентари. И што наредниот ден не заврши добро, да гледа нешто што не треба. Да. Ама има се главна дискусија меѓу Нет, Катлин и нивниот мејстер. Мејстер е фактички као најучениот човек у еден као замок и он е као главен као советник. Фактички. Да. Ама, да. Ама добро. Да, и пробува нели Катлин да го разубеди да иде. Да, Катлин сака да му каже да иде, а неговиот ова мејстер е као против. Добро, невитно. И значи Бренден, што гледа Бренден за да го заслужи таа судбина, кажи ми ти? Ќе гледа двајца близнаци како прават нормални близначки работа. Тоа нормални. Да, и Джейми сакаше ќе се покаже како муж, го гура од кула што е прилично висока. И некако преживува. Да. Што свите се у шок. Некако преживува. Да, ама е уком. Да. Е уком. Мислим дека цела книга скоро е укома. Да, мислим дека на крајот на книгата. Не, при крај. При крај, нели, кој ќе прата, па тоа викам, скоро до при крај кој ќе прата нели да го тепа, успие. Да. Или Littlefinger ќе прати некој да го тепа, да. Да. Добро. И нели прифаќа Нет, ги зема со себе децата, дејчињата, нели? Да. Свој и тера на југ заедно со кралот. Џон Сноу иде север. Пошто не се осеќа добро дојдено у Винтерфел. Да, зашто татко му замина, мајка му го не ише. Така да он иде на север заедно со Тириан и со чичко му да се приклучи на ночната стража, што се луѓе што го чува еден зид од мраз, што го дели светот на два дела, јужно од зидот и северно од зидот. Што нели го спомнавме преска, нели дека еден од карактерите у прологот бега послед зидот и дезертира. Да. Послед зидот са дивијаци. Значи тоа е прашањето кој ќе те праша што е цивилизација, северно од зидот не се цивилизирани, јужно са. Да. И фактично он иде и станува дел од гранична полиција. Баш така, нели? Да. Таму граничната полиција што го чува мозото на цивилизирани луѓе. Да. Има луѓе, ама многу малце. Има што се вика 3 места, не знам колку им беше голема границата, ама со километри. Има 3 путарине што се затворени и така. Да. Треба тие 3 месеца да го пазат цела. Да не зборим за јадење, за пиење што нема. Да. Има, ама пак повеќето од нив са затвореници што им дале опција дали сака да бидат утепани или пратени на зидот. Да, и повеќето одбрале да бидат пратени на зидот. Да, или пак муабетот дали сакаш муа да ти ги сечеме или да те пратиме на зидот. И направи многу паметно. Мислим дека Џон
Мислим дека Jon е првиот волонтер можда 200 години, 300 години, така е нешто. Не, зашто брат му, нели чичко му има отиднато. Да, ма чичко му има своји разлози. Да, ма па и он е волонтер знаем. технички. Да, добро, ама пак така Да, нема не. волонтери. Повеќето са луѓе што неќеш да сретнеш навечер на улица. Да. Пред тамница. Да. Да се разјасниме за Да, тоа. и успут, да, и таму стигнува, нели, ги запознаа своите compatriots, кои што најбитниот е Сем. Да, почна нели тренинг, почна не многу го сака зашто Копиле плюс е Да, од господар Копиле на северот, особено по старите не го сака, посебно зашто многу од нив са пратени туека, од кои татко му, нели, да. го поведил тој рад и ги пратил таму. И повеќето го неќе. Да, да, и као главен људи. пример е Алистер Торн. Да. Така да луѓе го неќе. Мисле дека има привилегија, иако ги нема. Да, иако ги нема. Иако ги да, нема. И таму ги запознува мејстерот главен таму, Ејмент, и овој, како се викаше, што е пензионер, што е слеп. Да, што е пензионер, што е слеп на 100 година, и Джор Мормонт, кој што е како главни. Да. Што е мечокот. Зашто фамилијата така, нели, логот, тоа грбот им е мечки, затоа он е мечки. Доаѓаат од Мечка островот. Има специјални мечка на нив. Да. Да, тоа и Тиријан е на зидот, го разгледува, не е туека да остане, нема сака да го види. Тиријан е заинтересиран и учен човек, што сака да учи, сака да го види зидот и да се мисли како е направен. Да седи горе, да мочи од горе, да вика ќе се смрзне до доле или ќе стигне доле тешно? Колку време треба мочам за да направам дупка зидов? Тиријан се праша со такви прашања што се многу важни. За напред докато не се види изолацијата, ме разбираш? Да, апсолутно. Да. Што го се од тиот север дојде да проба да дупна така, ме разбираш? Мора да знаеме одговор. Да, апсолутно. Од претходно за да можеме да се одбраниме од тоа. Да, апсолутно. Нели? Да. Добро, не со фамилијата нели иде север. Дури да север се дешава нешто, една мала трагедија. Џофри, значи идниот крал и принцот, проба да се додвори нели на Санса, ама Арија, зашто Арија тера инет и не сакаше волкот нејзин го напаѓа го късно е Џофри. Да. Принцот. И нормално принцот, зашто плашливо дете што има 12 години. Е малце психопат. Толку има, така е помал. Да, има 12 години. Секој дете на 12 години иде и плаче ке татко му. Ама Арија меѓувреме го брка волкот нејзин, избега у шума негде, зашто го неќе, почне со камења да огаѓа, зашто неќе да замине. Да, зашто неќе, не, она сака да он да замине, ама неќе како да го да му направи нешто. Волкот неќе да замине. Да. Да, ама волкот неќе, знае дека ќе му направи нешто на волкот и затоа го брка, тој неќе да замине и почне да огаѓа со камења. Да. Кралот как крал, не може да се замарасува, има други работи. Го чека, има цело буре вино до него што треба да се испие, разбираш? И ека расправајте се, најдите се и не тека имамо друг волк, дај го тој. Да, кралицата ќе бара некој волк да ступе. Санса што се викаше леди или госпожа. Да. Да. За жал беше жртва заради Арија. Да, и зашто не знаеше да очува волкот, да дресира како треба. Да, затоа дресирајте ги меленичињата, ве молиме. Да, и ки иде Нед да го утепа, за да биде фер. Да, Нед. Иако според филозофијата не требаше Роберт, ама нема врска. Ама да, нормално Санса плаче и продолжува, нели, пак после јана сам на север пополеку. Ама пополеку Санса почнува да примеќа дека Џофри не е тоа што го замислуваше, не е принцот на кој што ќе дојде да го спаси од север. Не е принцот. Искрено кој би сакал да живи на север. Мислим дека фактички мислим дека се овде кога фактички почнам смо интродуцирани на Денерис, мислим. Или
Да, овдека негде, да. Овдека негде, да. Да, затоа тоа сум тебе да Да, кажеш, ова е кажеш малку фактички за неа. вториот као главен као плотлайн у книгава. Тој на Денерис. Денерис е последната од Денерис и нејзиниот брат се последните од линијата на првшите кралови Таргериенс и она исто не дека околу Таргариен. Да, 15 или змејоите. Да, 15-14 години и она е исто. И они нејзиниот брат сака да го освои назад, нели, кралството. Поради што он ќе продаде неговата ќерка на верзијата на монголци овој свет. Што се вика Долтраки. Дотратки. Да. Ќе го продаде, ќе даде племе. да биде жена на главниот Кал, тоест Калисар, што е Кол Дрого. Со што он му има ветено војска. Оке, се врачамо у Вестерос, зашто така се вика континентот, зашто Вестерос, а тоа со Денерис е у Есос. Да, е Есос. Добро, нели стига у Кингс Лендинг, што е главниот град. Замислите, Цари град, што мислим дека буквално инспирирано од тоа, нема врска. Кај што свите почнува влага у Норма, кај што се сретнуваме со уште некои ликови. Може да ја кажеш, ти ги знаеш Уго, кои се? Да, оке се слуша, не... Поточно се сретнуваме со кралска, тоа... Да, кралскиот совет, фактички. Со главните советници на кралот, тоест неговиот главен шпион, Верис, неговиот као фактички господар на парите. Економичар. Да. Како се викаше, Littlefinger. Министерот за економија. Да, министерот за економија, Littlefinger, мало прсте. Да. И... Да, мало прсте. Да. Главниот као Мейстер Пайсел и Master of Ships. Не е овдека, уствари. Овој Станис. Master of Ships не е овдека. Да. Master of Ships е брат му. Да, брат му не е овдека. Средниот брат на кралот и најмалиот брат на кралот, Ренли Барафиен, кој што е господарот на правилата, фактички министер за правда. Тоест министер на закони. Значи министри ќе викаме се. Да, министри. На закони, да. Се министри ги викаме. Министер на бродови, министер на образование и така. Да. Министри се за нас. Практично. Да. Затоа ќе биде многу смешно некој пута после, ама да. И десната рука, нели? Да, и десната рука. Што е нова, да се запознава и разрешува некои проблеми ситници таму што има, зашто увек нели има ситници, некои проблеми, увек нешто ново излага. Ама да не доре тој исто почна нели да истражува што се десило со неговиот претходник, неговиот нели посвен татко што зборевме. И пробува да најде што како нели. Друго, умеѓу време нели Тириан почна да се врача од север. Не сакајќи се сретнува со луѓе што не треба. И завршува после кратка борба зашто ги напаѓа нели Барбаријанс. Тоа како е зборот? Знаеш за кој ти зборам, нели племињаваше се у ова? Ама тоа е у Ири племињата. Па да, нели Кейтлин го сретнува, го заробува и го носи у Ири, нели? Да, ама тоа е многу подоцна, брат. Чекај. Нели Кейтлин прво треба да иде у Кингс Лендинг, од кој ќе да, добро, да. Кој ќе го ова Брен, кој ќе прата. Чекај, брзаш. Да, бе, да. Ама да, фактички таму у Кингс Лендинг прават такво турнамент у чест на новата рука, у кој што мистериозно истовремено умира што е ова пратнијата на прошлата рука, што не го прашува и... Да, нели, од страна на планината? Да. Од планината се од ликовите и као... А и кучето да не забраваме? Да, и кучето. Clegane Ball 1.0. Ама, да. И се развива као relationshipот меѓу Нед и Роберт и истовремено као Нед и дава на Арија, зашто сака да се мечува и дава нов професор по танц,
што учи да се мечува. Да. Исто кажи ми, кој победи турнирот? Лорас? Мислим или Джейми беше? Не. Кој беше? Не, Лорас изгуби од планината. Не, нели? И Лорас го победи, мислим дека го планина и овие се изнервира, слезе од коњ и му го пресече главата на коњот со меч. Да. Да. И после нели дое куќето и после беше ка замига ти титулата, намам да се заморам. Така беше, нели? Добро, невитно. Ама да планината е као пратеник, не пратеник. Ова планината е планина на ноги, брат. Така објасни. Да. И е он и брат му Хаун што се мрза, се фактички главните постаршовци на Ланистерс. Да, се нивни витези. Да. Ама да, умеѓувреме Нед дали продолжи да бара причина зашто ова, кога и враќа му Винтерфел и Санса. Да кажемо што открива Нед? Ај, кажи. Дека порано имала само една спојка измеѓу Еленот и Лавот и детето имало црна коса. Да. Ама не сконтува тука. А свите деца на Не, тука почна нешто да не муштима. Да, почна нешто не муштима, ама кога пак не го сконтува целосно што било. Ама да, нели, после тоа се враќамо кон северот, кој што Кетлин го брани, нели, го цели до незиниот син и почиња пожар у Винтерфел и влага човек и пробува да го утепа Брен. Ама Кетлин... И неговиот волк го спаси. Кој му се викаше волкот? Самар. Ама да, Кетлин го спасува, сега дека неговиот волк не го утепа, ама добија големи повреди на незините раце. Надната, мислим дека исечена надната. Да. И пошто го гледа као мечот и одлучува да путува кон незиниот муж за да информира. Да, дека некој прати некој да го утепа незиниот син. Да, незиниот син и да дојде нели до што се има случајно. Да, и стига у Кингс Лендинг и таму е пречекал незиниот стар пријател и господарот на парите, тоест министерот на парите, господинот Петер Бейлиш, мало прсте. Министер на економија, мал прст. Мал прст. Главен карак треба да има своја книга, жмајка. Да. И он и тврди дека мечот кој што со кој што пробува да го тепа незиниот син е од џуџето Тирион Ланистер. А чиф усвари? Окей, by the way, тој ножот, не меч, ножот, пардон. Е од Валериан стил. Што е магично железо, што е многу ретко и затоа нечив е ножот од некој што е богат се знае. Да, не може да биде светчив. Мора некој да го прати. Да, не од убиецот, некој му го дал на убиец. Да, некој му го дал на убиец. Затоа што ги има Кетлин скоро 3 книги ги има. Да, и кога не ова не за здраво. Да, многу споро. Ама да, и го вика Нед, нели, да дискутирааш заправо, она. И тога е она, нели, се качува назад кон северот и по пут го наоѓа Тирион. Шо, нормално, најму е тоа некои војници и иде на кај да го однесе у Ери. Да, у Ери кај што незината сестра. Кај што владе незината сестра, моментално, зашто внук е уште 5 години или 6 колку имаше. 6 имаше, 6 веќе, да. 6. И они стигнува, нели, у Ири и таму го обвинува ем за убиството на Џон Ерин, ем за убиството на туркањето на ова на незиниот син и да пробаат убиство на незиниот син, на Кетлин. Да. И нормално Тирион е некако се ваѓа со тралба комбат кај што е гладиаторска борба кај што управува тој што ќе победи. И он за малку се ваѓа. Да, ама
исто Ама друг се бори за него, зашто извини, Џуџи нема шанса, ама да. Ама и овде како вниз путот има едно нешто битно, како нели овој класификаше Littlefinger се нападнати од страна на 5 кланови. Дека он се кладел дека нема Џейми да победи, дека ќе победи овој Тайрел и дека затоа он го дека Littlefinger го изгубил ножот на Тириен. И Тириен нели вика ама тоа прошли турнир, не овие. Да, се разбира, не бил да се разберем. Ама нели они тврди дали си ти нормална, ја би кладал против брат ми. Да, нели, ја би се кладал спрема против брат ми, се мрднала, ено. Мрдната е жаната, ама добро. Да. Ама буквално и тоа е како првиот знак дека не е сека што е кажано. Од страна на малиот прс. Од страна на нашиот министар за пари. Министар за економија. Ама Да. Ако не е тој коруптиран, кој? Ама зашто неговата жена го има фатено Тириан, се дешава работа у главниот град. Дали сакал да... Да, Џейми кој го добија информацијата, го наоѓа Нед и не сакајќа, речемо, поточно 90% намерно, ги утепува свите што се со него, што ги има донесено од серверот, освен неговите деца. Да. Со што после тоа Џейми, после Јансен одма заминуе да се сретне со татко му, што не е овдека, зашто ако седи тука може да го јаде, зашто му ги тепа свите луѓе на десницата. Да, тоа е. Веќе не е овој дел десницата. Што? Не е овие дел уште. Зашто нели се врача, поточно да. Роберт не уште е десница, ама Роберт е заминат на лов. Не е уште заминат на лов. Забравме тој. Чекај, нели прво дискутира дали да утепа Денерис, зашто добија информација. И не да против. Да, добро. Зашто нели антика убиство на деца, поради правото што се има десен у ребелијаното. И овој се откажува, нели, од десницата и му заминува. И тогаш се спрема да се враќа на северот, кога Џейми ќе го нападне. Да, ама се враќа, нели, мислам. Останува Нед сам, и после овој Роберт ќе се смири и ќе направи пак десница. И се смирува со Роберт, ама Роберт испаѓа да треба да е на лов. Нето меѓувреме добија некои информации што не треба ги има, ги спојува некои црте што се вика, и сваќа дека децата од Роберт не се негови. Ама у тој момент единствен што е туека поврзан со таа ситуација е Серси. И иде нели да се заканува на Серси. Да. На кралицата. Што не завршува најдобро. Да, Иако е он десната рука, и се заканува, ама не може ништо да направи без да е кралот туек. И чекај ќе планирам други ствари, додојде кралот и планови со Littlefinger, нели, со министерот за економија. Предупредува Серси при тоа што он не ќе да види уште деца да умира, пошто у ребелијанот. Да. И каже дека знае и да бега со деца, зашто не да каже кралот. Признај, бега. Не ќе деца да умра. Да. А меѓувреме, нели, Тајвин го праќа ја праќа планината да рейда домот на Кетлин за да ја врати што го кинапирала неговиот син и он го праќа не домот, туку околината, нели, ги праќа натаму. Сакам да кажем нејзиниот роен крај, небитно. И го праќа Берек Дондеријан да го фата и да го утепа, пошто демек иде против круната. Што е битно за понатаму. Берек Дондеријан и Торосов мир. Е пратен, е свештеник на богот на светлината, на огинот, што е пратен од кралот да ја допре планината. И нема да успее, ама тоа е за понатаму. Затоа уште
Да, тоа е друго. Уште да сме сигнато. Да. И кралот се враќа. Да, ловот. Нели? Се од ловот, ама се враќа у ковчег. Да, Не буквално. фактички додека бил Не буквално. Да, додека бил таму, прасек го има прободено, поради тоа што многу пиел, поради тоа што неговиот као помошник у ловот бил фактички братучарот на Серси, току што Серси истовремено и со него спие, за да го направи да го пијани. Не, почно е од кој ќе замине Џейми, ја спе со него. Пред да иде на лов. Нели, кој ќе замине Џейми, не, па да. Не, од после. После спе со него. Ова го прави за што е братучи. И за куќата Ланисер. Добро, не е важно, ама да. Нема такво, не може нели да му каже на човекот за сега умира. И само пише у неговиот тестамент дека неговиот престолонаследник ќе биде праведниот наследник ќе биде. Да, не, поточно му пише дека нет, децава ми се мали, ти ќе биеш ќе владеш дури на порасен. И не дека што треба да ти кажем, ама дека умираш нема се да ти кажем. Нели ќе направи смена, не да биде дека моите деца не пораснат, додека не дојде праведниот крал. Да, ама не, иде со тие документи нели ќе Серси ги кине. И Серси му ги зема и му ги кине. И Литлфингер го предава и доаѓа и го апса и го носи у затвор. И ги апса, пробува да ги опсе неговите ќерке, Санса успева да ја фаќа, а Марија, преди тоа што е на мечување со нејзиниот тако професор по мечување, она успева да побегне и да. По танц, ама добро. Арија успева да побегне, Dancing Master. Успева да побегне. Плюс Арија излека конј, кажавме на почетокот, така да излека селјак. Да, и успева да се фактично се скрие. Привремено. Да. И да, тоа е. И он сега го фрља Нед у затвор. И таму му доаѓа главниот на шпиони, тоест Верис, и му каже, нели, предај се, ќерка ти Санса као ги молеше, нели, за да ти проста, за тебе, да те прата на зидот, ама ти мора да се предадеш. Да, му вика, да, ако се предадеш и ако признаеш, има шанса да те прата на зидот. Признај го Џофри нели ка крал, признај дека проба да го изневериш кралството и шееш на зидот и на зидот знаеш дека те чека убава позиција, немаш гај. Свакако си од север, син ти ќе дојде на твое место на тронот, све ќе бие како што треба. Меѓу време се дешава уште некој работа. Прво, неговиот син Роб ги вика, дознава све ова и ги вика сите негови као што се као Бенерс, што се као служа на Лорд Старк, сите благородници. На што владе ги вика да иде у војна за да го спаса Нед. После и истовремено Тиријан продолжи да се враќа и конечно стигнува до постот на Тајвин, кој што истовремено се спрема за борба. А меѓу време Кетлин почне да се враќа на север, да се спои со незиниот син. Пошто гледа дека незината сестра е малце полудена и не ќе да ја помогне. Малце поиќе. Малце поиќе. Малце почека, кажемо за сиње. Дека на 6 години уште циса детето. Тоа е периферна информација, небитно. Побитна за уиднината. Да, се знае колку е мрдната жена. Моментално не е толку важно. Се враќаме со Есус. Така да продолжиш? Не, Есус кажи ти. Прво, продолжи со асасините. Фактички прво Денерис нели се венчува за Кал Дрого и добива од незиниот као спонзор фактички, кај што до сега биле као гости, добива 3 јајца од мејој, кои што се прилично ретки, прилично ова. Ама се скаменети. И се раче нели дека веќе не може нели да се хечна. Последните змеи во овој свет имаат умрено пред 200 година? Да, 200. Танцот на змејови. Што било граѓанска војна, не е битно. И она ги добија и се венчава.
Ќе збориме и за Да, тоа за во друг друг пут. И всушност доаѓа до нивната, нели, вечер и она 15 годишно дејче е фактички као друго ја праша дали сака, нели, такво. Ја праша или кажува? Тоа е више Не до памтим како interpretation. беше напишано, ама У да. серијата и почне се врти околу неј и вика no. И она тоа као нели дека тој единствен збор што го знае, зашто сите жени му викале не, немој. А мисли, ако се сеќавам кај што треба у книгата беше као она го сконто дека он усвари ја прашува. Still no? Question mark? И она мисли на кај ќе му рече да и ќе продолжи, нели? Што makes more sense зашто нели после го засакува. Да, окей, трава Бонди, се слушнал за тоа. Ама да, и она стана фактички крајец на Долтраки. И умеѓувреме таму и се придружува синот на тој у Night's Watch, Jorah Mormont, и он ќе даде као главен као советник. Исто и малце педофил. Ама тоа е полосно. Апсолутно. Да, исто спомнеме, нели, пратија убица, проба да го убија, што Jorah Mormont ја спаси од нив. Да, му има ветно на Jorah Mormont дека може да се врати у Вестерос, ако помогне, ако шпионира, но он ќе земе, ќе го предаде тој што треба да утепа и ќе го спаси практично живот. Да. Она меѓу време за спомнеме нешто за хронисувањето? Да, ајде. Ајде ти кажи. Ја, добро. Нормално, Кал Дрого има голема армија, војска, затоа и нели сажени Денерис за него. Ама братје нејзин, Денерис е упорен и досаден. И на Кал Дрого не ише многу досадни луѓе, Кал Дрого е човек што сака смирени луѓе, со што може да направи муабет, да се разбере. Ама братје Денерис не е таков. И цело време тражи ga traži vojskата за да е у Вестерос, за да стане крал. И Кал Дрого одлучuje, јеби га, дај ми овде ќе те кронисаме. И нормално топа злато, кој се днува, и му ги стура стопеното злато на главата. Да, и не помага дека ова се дешава од кој Денерис затруднува и да главниот и единствен град на Долтраки, кај што е забрането било кој човек да има оружје и он зема и ваѓа меч. И прети на неговата жена. Што се му преведува. Да, апсолутно. Да, и мислам, тоа не е град, туку е бабе. Да, не е град, него као бабе има само таму. Населено место, се рече. Бабе. Тие се свите номади. Туека има само бабе. Да. Има туека бабе што са жени на прошли што биле Калс, и тие се свештеници туека. И кажува дека она ќе роди дете што ќе го јава светот. Така беше. Да. Она сака роди змеја, ама нема врска. Да, и он е меѓу време ќе проба да трова и после ќе го тој што проба да трова ќе го влеча позади од коњ. Да. И нели добро ќе биде у градов, се дешава што зборевме. Од кој ќе проба да трова, Кал Дрого ќе вети дека зашто пробале ова да го направи, дека ќе направи све што треба, само да го донесе неа на како на голем на ова на тронот. На големата столица, како он што ја вика. Да, и добија тоа што се вика blessing, нели? Од бабете и кан номади и да по други градови да крада и да собира робови за да ги продаде, за тоа време што се дешава собира робови за да ги продаде за да зема пари. И тука доаѓа Мери Маздур. Да. Малце Вестерос што се дешава во време. Што се вратиме после Вестерос. Зидот него имам. Ако на зидот кажеш. Одамна нема споменато зидот. Добро, првата книга зидот е доста. Ама зомбињата, пак. Има. У првата книга скоро ги нема. Што ќе ги спаса тие од Night's Watch
кој ќе најда, нели, ќе најда ова фактички у Night's Watch ќе најда нивни као Watchmen што биле, ќе најда мртви тела, ќе ги донеса, ама тие нема да смрда. И ноќта ќе фактички тие тела ќе стане, ќе проба да го утепа командантот Џон и да, и Џон Сноу ќе запали чекај, многу скокнавме на зидот, многу скокнавме. Прво, чичко му Џон е главен извидник. И отиднат после зидот, северно од зидот, и се нема вратено месец. Има пратено втори извидници да го тража. Умеѓувреме Џон Сноу е прогласен за дел од Night's Watch, практички е као дел од групата. Да, за дел од Night's Watch, да, официјално прифатен. И е постен за помошник на генералот. Да му чистач, да му чисти последниот. И ама тоа е устори као го спрема. Технички е чистач, ама е туека за да научи. Го спрема за да наследи. Да, го спрема за бие наредниот. Непотизам, знаеш. Да. Тоа сакав да кажем, ама да. Ама да, значи божеме чистач, ама да. Затоа, значи ги носат тие, нели, втората извидница е пратена да отража чичко му, не наоѓа чичко му, наоѓа некои мртви тела смрзнати и ги носа назад. И телава са скапани низ тоа и ги става у подрум. Ги чува да видат што е. Нешто им е чудно, нели? Ама вечерта почнува дида и се качува у просторијата кај што живе командантот. И го напаѓа успиење. Он пробува да се одбрани, не му иде, ама Џон Сноу му текнува и га запалјува цела просторија, зашто дрво са просторијата, ги запалјува цели, и он и командантот успеа да избегаа, ама зомбињата изгорува. Го спроба и он е, нели, исто ова што го чепна огинот, исто така добива и повреда на раката. Да, што ги има запалено огинот. Да, изгорена му руката и носи црни на рукици. Исто паралелно со неговата мајка што усари многу го мрзи. Да, нели, на руката ги сече, нели, он изгоре, да. Но пак може да одржи, не е проблем. И Да, и за возврат добија, што добија за возврат? Што го спомнав преска Valyrian Steel, он добива цел меч наследен од генералот, пошто тој бил порано неговиот син Џора, од мечката. Ама сега ќе биде фактички, како награда што го спасил, он ќе добие Valyrian Steel Sword, што, како што спомнав преска, како магичен метал. Он ќе го добие фактички од командантот, тој требало мирал низ целата нивно семејство и порано бил на Џора, тој што е секи Денерис, ама престанал да биде од кој го донел срам на семејството зашто продавал fucking робој. Да, за жена му била навикната да живи богат. Продавал робој за да има пари за жена му. Да. Види, на северот нема обично многу пари. Да. Ама ги има добиено мечот и ги има, како што рече Виктор преска, имал глава од мечка, нели, тоа на врвот, на крајот. И Џон Сноу ги има сменето тоа со глава од Белволф и го прекрстуе. Командантот ангажира голем рейнджинг да дозна што курс се дешава на север. Да, и тој мисли дека завршува плотлайнот за север. Добро, се враќамо у King's Landing. Што ни останува уште мало се ствари. Туека сега нормално го носа пред црква, така не го објаснето, што има голема, нели, главниот град, го носа, нели, пред неа. И планот е, свите се договорени, значи, ону позадина се има договорено со кралицата да призна и да прави пратен со зидот, на зидот, или преку Варис, се има договорено тоа со кралицата. Ама, толпата, да, спомнавме зашто нели му пишува такво вил. Да, спомнавме дека кралот умре. Добро, да. Јамо нов крал. И ама меѓувреме не додека иде, проаѓа низ толпата и ја гледа Арија. Имамо нов крал. И успева да му каже на еден од фактички офицерите од Night's Watch, што е дојден таму да собере затвореници,
да ја земе ќерка му. И он ја гледа зашто го има видено и он ја собира да не ја вида. Вајде. Фала ви многу за слушањето, се гледаме следен пат.